Како трошиме помалку енергија, помалку ќе се произведува енергија, помалку ќе се ослободуваат гасови во атмосферата. Овие згради помагаат да се намали потрошувачката на електрична енергија, а со тоа и се нормално се придонесува за околината и позелена иднина. Тоа се најчесто нивни соларни панели, поставени на самите згради. Тие ја следат потрошувачката на енергија, следат и производството на енергија, па на тој начин можат и да ги оптимизираат овие системи за во периодите кога нема доволно соларна енергија, да ги намалат овие системи, но покрај тоа да ја задржат безбедноста и комфорот на вработените во објектот. In Slovenia, we have a lot of initiatives. For example, in banking sector, all of the banks have to be working sustainable way. Also, there are new laws coming that will require from the companies from certain size to actually have a sustainability strategy, sustainability part in the annual reporting, and this is actually then propelling growth of this sector. BMS системите значат Building Management System. Тие служат да се оптимизираат процесите на системите кои трошат најмногу електрична енергија во деловните објекти. Најчесто тоа се системи за грејење, ладење, вентилација. И оптимизацијата на нивната работа доведува до намалување на потрошувачката на електрична енергија, со тоа се зголемува енергетската ефикасност, а се зголемува и одржливоста на средината. Кога се запрашаме што треба ние да направиме и како економија и како општество, првиот момент треба да биде да ја намалиме потрошувачката. Тоа значи директно да се вложува во енергетски ефикасни објекти. Во тој случај, значи сите овие групи на граѓани би ја намалиле својата потрошувачка. I always say that ecology and economy are practically have the same goal. So ecology wants to make more sustainable buildings that actually will help long term to our environment. But being ecological also means that you're being more economical, especially with new technologies like the process management, where you become more effective, or solar energy and energy management. Состојбата на овие ранливи групи или сиромашни групи на граѓани. Тука може да бидат мерки во енергетски ефикасни објекти, може да се спроведат исто така мерки за инсталирање на соларни панели. Се надевам поблиска иднина овие граѓани да се вклучат во енергетски заедници и да станат просумери, да државата да им помогне или општината да им помогне да се придвижат кон тој дел. И така ние би ги во догледно време би можеле да ги решиме овие проблеми.